Од студент на правниот факултет во Скопје продолжува на мастер студии по меѓународни односи и европско право на Централниот европски универзитет во Будимпешта, а од почетокот на годинава работи како правник во Европскиот центар за правата на ромите со седиште во Будимпешта, Унгарија. Тетовката Сенада Сали на 25 годишна возраст гради меѓународна кариера, паралелно борејќи се против сегрегацијата на ромите, нивната дискриминација, рушењето на стереотипите и добивање на сите човекови права како и другите заедници. Темите на кои што работам се пред се сегрегација на ромските деца во училиште. Како млада личност особено ме интересира образованието на ромите и сметам дека тоа е главната алка, клучот за успех особено на младите генерации. И проблемот на сегрегација е проблем кој што тлее долго време, не само во Македонија, туку генерално во Европа. И главно превземаме правни мерки со цел да не постојат вакви паралелки, односно училишта кои ги сегрегираат ромските деца, поради тоа што тоа е класична форма на расизам. Исто така се бориме во однос на репродуктивните права на жените ромки, односно пристапот до гинеколошки услуги од страна на жените ромки. Тоа вклучува најразлични услуги од самиот момент на породување, меѓутоа и од моментите кога жените ромки се во репродуктивен период, односно имаат наполнети 14 години, сакаат да регистрираат матичен гинеколог. Во пракса имаме утврдено дека жените се одбивани да регистрираат матичен гинеколог и покрај тоа што имаат здравствено осигурување, значи ги исполнуваат условите за да се имаат свој матичен гинеколог. Други теми на кои што работиме се полициска бруталност, затвореници, смрт на ромски затвореници во затворите низ Република Македонија. Работиме на говорот на омраза во медиумите, како медиум сигурно сте заинтересирани за тој дел од нашата работа, доколку среќаваме некаков вид на говор на омраза кој што е директно упатен кон ромите како етничка група во целост, тогаш превземаме правни мерки без разлика дали тоа е личност која што има преголема репутација во државата. Баш таквите личности треба да бидат примери во државата и се трудиме да бидат казнети на начин на кој што самите ќе бидат свесни дека таквото нешто не треба да го прават и ќе дадеме пример за тоа дека ваквите постапки ќе бидат правно гонети и нема да останат незабележани од страна на ромската заедница. Работи на случајот со жителите на ромската населба Полигон, чии импровизирани домови биле срушени, каде има грубо прекршување на човековите права, за кои веќе се одлучува пред судот во Страсбург, но тука во Македонија се соочуваат со проблем на нивната имплементација. Јас можам да кажам конкретни случаи на роми кои што се обратиле до нас, поднеле тужба, случајот бил добиен, истиот тој ром дали добил компензација, дали добил пристап до таквото право. Еве пример да кажам за ромите кои што живеат под Скопското кале. Таму постои една неформална населба, се нарекува Полигон, бидејќи се наоѓа во близина на полигонот за возење, каде што најчесто сите кои што живеат во Скопје ги обувуваат своите часови. Значи, таму постои неформална заедница од на почеток од 120 и нешто, сега скоро 135 жители, меѓу кои што над 70 малолетни деца и 6 бремени жени во моментот кога ние дознавме за случајот. Што направив јас како правник беше тоа што напишавме апликација во име на овие бремени жени до Обединетите нации, Комитетот за дискриминација на сите форми на елиминација на сите форми на дискриминација кон жената и побаравме итни мерки со цел овие жени привремено барем да се вдомат и да имаат пристап до вода и до репродуктивни права. Комитетот одговори во брз рок, значи помалку од една недела, ни одговори назад со одговор дека да, ова е обврска на државата, бидејќи е потписник на конвенциите на Обединетите нации и веднаш побара од владата на Република Македонија, во тој период беше поранешната влада, домување на овие жени и обезбедување на правата кои што ние ги побаравме. Што значи нашата работа е ефективна, меѓутоа се зависи од тоа колку институциите сакаат да ја превземат таа одговорност. Тоа што ни се појави нас како проблем е, тоа беше период на промена на различни функционери и министерства кои што беа надлежни, па дојди до префрлање на обврските, овие жени дојди период да се породат, а нема пристап до репродуктивни права, исто така нема пристап до вода, знаеме колку е тешко да си бремена жена да немаш пристап до вода.
што значи покрај правната работа во пракса ние се соочуваме со проблеми на имплементација и тоа е главниот проблем во Македонија, можам да кажам. Да се успее надвор од границите на Македонија и таму некаде низ светот да изградите кариера е генерално многу тешко, особено ако сте ромка, тврди Сали. Дека е многу тешко да се излезе од Македонија поради тоа што ние се уште не сме држава членка на Европската унија. Јас живеам во земја која што е држава членка на Европската унија и потребни се премногу документи и одобрувања и навистина треба да имаш работодавец кој што сака да бидеш таму и да работиш за него. Треба да го продадеш својот талент за тој да направи се за ти да бидеш таму и да работиш за него. Јас за среќа тоа успеав да го направам благодарение на моите студии, бидејќи јас отидов да студирам таму, па полесно ми беше на некој начин да стапам во контакт со тие луѓе и да продолжам. Значи мора да се земе некој претходен чекор пред така да си најдеш работа, значи директно тоа не се успева, бара голем труд, меѓутоа сметам дека секој кој што е заинтересиран да оди надвор не треба да започне со превисоки очекувања. Значи колку пониски ни се очекувањата, толку помалку ќе бидеме разочарани. Значи треба да почнеме од нешто, да се трудиме и доколку некој го забележи нашиот труд и доколку тој труд е константен, секако дека ќе успееме. Разликата во тоа што во мојата етничка припадност е што јас уште на старт, уште на домашно ниво јас ја немав таа поддршка. Значи јас уште дома кога за време на моите студии јас имав многу професори кои што се сомневаа во мојот талент како Сенада Сали и доаѓа и ме проверуваат дали јас препишувам, дали јас навистина тоа е мој труд. И поради тоа јас истакнувам и во некои интервјуа што ги давам дека градењето на меѓународна кариера од страна на ромка е потешко. Европскиот центар за правата на ромите е единствената меѓународна правна организација која се занимава со стратешко застапување на правата на ромите од цела Европа, чија главна активност е правна заштита на ромите пред судовите во 15 држави во Европа, вклучувајќи ја и Македонија, и представување на нивните клиенти пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург.